Благодарам, председателе, почитувани колеги съветници. Партийските вработувања се рак рана која што ја убива Македонија. Тоа е оној феномен кога партиите на власт тргуваат со тоа што не е нивно, а тоа се државни работни места, за возраст добиваат гласови за на избори со цел да ги фатат тузите на републиката, која за нив е само средство за обрт на капитал. Партии може да тргуваат со работни позиции во партија кои што се плаќаат со партиски буџет, а не со работни места во државни работни места кои што се плаќаат од државен буџет. Тоа е едно фино разработена повеќе децениска шема на злоупотреба на државниот апарат за партиски цели, која се прави со помош на сиромаштијата која тие исти партии ја создаваат. И таа шема од прилика оди вака. Едно работно место се ветува на 20 луѓе, кои што треба да донесат список од 20 луѓе. Тој список на денот на избори е во кола пред гласачко место со човек од партија со телефон, кој им звони да излезат да гласат, отива спротивно, нема да има работа. Со цел да се внесе доза на јавност во вработувањата, како би се направил мал придонес во борбата со партиските вработувања, на 12-та седница на Советот на општина Гевгелија, на иницијатива на Левица донесовме одлука огласи за вработување и намери за склучување на договори за дело во јавниот сектор во општина Гевгелија, да се објавуваат и на Facebook страната и на веб страната на општина Гевгелија. Резултатот е што огласите за вработување дефектно се објавуваат, а намерите за склучување на договори за дело воопшто не се објавуваат. На Facebook страната на општината може да видиме многу живописни објави за други работи, со слики, со текстови, со големи букви и така натаму, но кога станува збор за огласите за вработување, има само линкче од веб страната на општина Гевгелија или само стои јавен оглас. Договорите за дело пак, кои воопшто не се објавуваат, двојно се злоупотребуваат. Тие се предвидени за работи кои не се тековни. Тоа е договор за дело е институт за работи кои не се тековни, кои се потребни во краток временски период. За работи кои што се тековни мора да има склучен договор за вработување. Или тоа народот што си го вика да добијам решение. Ама не, прво се прави злоупотреба со тоа што за тековни работи се давил договор за дело, а после тој договор за дело се продолжува до бескрај со цел луѓето да се држат под контрола, да се држат за уши, оти ако се склучи договор за вработување на неопределено, може нема да гласаат. Од овие причини јас нема да го поддржам овој план за вработување. Благодарам. Благодарам. Колеги, некој друг повелете? И вашето мислење во целост го почитувам. Мојата реакција ќе биде само на тешката квалификација која што изрековте на почетокот од вашата дискусија, партиски кадри. Како констатиравте дека се вработуваат само такви. Јас мене колку што ми е познато, во прилог на документите кои се поднесуваат при вработување, не се бара партиска книжка, се барат некои други компетенции, други документи и треба да бидат задоволени некои други компетенции. А и на крајот на краиштата, членството во политичка партија во оваа држава не е забрането. А секој има право на своје вработување. И секој има право да си бара својата шанса и секој има право да победи во таа конкуренција. Благодарам. Благодарам. Томче, реплика, Саша? Благодарам, председателе. Јас намерно зборував генерално, ако некој се препозна, тоа не е мој проблем. Не знам зашо зборуваме тука. Значи, тука во Советот сите сме ние партиски активисти, од 19 души, горе-доле, пола се на државни работи. Како дојде до тоа? Второ прашање. Ова не е прв пат да не поддржиме план за вработување и после едно такво неподдржување на план за вработување ни се јави човек
да се пожели дека му е ветено работа на стационарот и дека поради тоа што левица не гласа, он не може да ја добие таа работа. И трето, кога се создаваше мнозинство до тука, што беше на маса? Партиска програма да не беше на маса. И затоа сега за одредени точки фали глас. Прашањето нормално се риторички. Благодарам.